Воедно, мојата цел е малку да излезам од рамката на она што беше досега прикажано. Имавме одличен сублимат на законски регулативи, потоа го ставивме во фокус потрошувачот со одредени практики кои што веќе се вметнати и во законските регулативи, кога станува збор за унифицирање и истакнување на важноста на јавното мислење. Така што мојата презентација е во домена на тоа како ние самите се перцепираме во една нова лидерска нормала, како е потребно да функционираме, некои промени кои што треба да ги инициираме, можеби први во начинот на нашето функционирање, а потоа и понатаму. Во ред. Значи, јас сум доктор Катерина Ваљановска-Блажевска, воедно сум во својство на претседател на собрание на Комора за мал бизнис, но исто така мојата професија е во домен на ментор за личен и кариерен развој, консултант и експерт за јавни политики и односи со јавноста. Би сакала мојот презентацијски дел да биде воедно мотивација за нашето делување во новосоздадени услови кои што во одреден домен можат да бидат и збунувачки, како од страната на вработените, така и од страната на самите лидери на различен домен на организации. Значи, потребно е да пронајдеме некоја заедничка нишка. Ред. Значи, вистинска мотивација доаѓа од постигнување личен развој и задоволство од самата работа и признавањето. Воедно ќе ставам акцент на потребата од тоа секој од нас веќе во поголема и поширока димензија и перцепција да вложува во личниот развој, се со цел да може да излезе во пресрет на сите овие предизвици на новата нормала. Најважен е фокусот, односно колку сме директно посветени на работите кои што ни се поле на интерес и на еден начин како ги ставаме во рамка со дополнителните активности кои што се случуваат во нашето секојдневие. Значи, правилен избор, стратешко делување, согласно она што во моментот ни е даден приоритет. Мене ми е важно да потикнам една размисла за понатаму, дека секој од нас е бренд во своето делување и всушност, без оглед на кој тип на организација сме ние дел, ќе го склопам ова во рамките и на социјално претприемништво заради уникатната димензија на оваа формација и структура на делување, како ние треба да се представиме во однос на останатите. Така всушност тоа би значило дека ние сме перцепирани од сите страни. Кои сме всушност ние? Информации за нас стигнуваат од најобично портфолио со кое што располагаме, но и она како се представуваме онлайн на социјални мрежи, нешто што е веќе таргет во новата нормала, затоа што ние, еве и денеска, социјалната димензија на други слични собери кои што сме ги правеле во минатото, сега го заменуваме преку ваков тип на онлайн платформи, каде што некако функционираме со нов лик и со нов принцип на работа, кој што треба да ни стане барем во некој известен период нормален, со цел, како што посочив, да бидеме во фокус на она што ни е поле на интерес и делување. Колку побрзо се прилагодиме на тој тип на промени, толку брзо ќе бидеме успешни и ќе се разликуваме во оние кои што се затекнати од таа бура на емоции заради одредени промени кои што настанале, што особено не се ефективни ако зборуваме за лидерство во една нова нормала. Нешто повеќе за нас може да дознаеме само ако си го запишеме нашето име на Google и да видиме кои информации би биле споделени, а секако дека и преку нетворкинг, препораки, интервјуи и така натаму. Значи, нашата личност е сестрана од повеќе аспекти. Не само од она што сметаме дека ни е поле на интерес и работа.
ние како личност сме перцепирани од се оно што го презентираме, како разговараме, како го штитиме брендот, например, и на организацијата каде што ние сме дел, и понатаму го презентираме и го представуваме во јавност и во етер. Кој доаѓа во допир со нашиот бренд или со нам, ако се представиме ние како бренд, тоа се и соучесници, и клиенти, инвеститори, конкуренти, пријатели, значи наши поддржувачи, секој кој што е во допир во одреден домен со самите нас. Сега, бидејќи се наоѓаме во фаза каде што социјалната димензија малку е пуштена на поинакво ниво или ќе кажеме е преформулирана, тогаш ние треба да внимаваме сите овие алатки кои што ни даваат за право наше представување пред јавноста преку користење на социјални медиуми, да ги прилагодиме на максимално ниво, или пак нетворкингот веќе да го прилагодиме во една поинаква форма, со цел да не изгубиме од нашиот квалитет на личност при презентирање во јавноста. Така што го посочувам токму како приоритет тоа градење на врски, кои што ќе бидат приоритетни во следниот период кој што доаѓа, и секој ќе мора да го пронајде согласно начинот на функционирање најдобриот квалитет на мрежување кој што му е во моментот достапен, а сепак мора да се грижи за истото, затоа што вмрежувањето во ниту еден случај не сме да биде запоставено, особено во услови на нова нормала на лидерство. Затоа што можеби на еден начин овој поинаков принцип на функционирање голем дел од организациите може да го искористат поефективно, оние кои што во од ќе чекорат со овие промени, наспроти оние кои што ќе бидат дефокусирани и едноставно нема да имаат елан, волја или можеби капацитет во одреден технички домен да се прилагодат на овие нови потреби на социјално вмрежување и делување. Значи нешто на што суштински во иднина е потребно да се размисли. Всушност ја прифаќаме промената како нова нормала. Некои случувања моментално со ковид пандемијата токму на тоа ни инициираат дека промената мора во бизнис делувањето и во нашето лично делување да се представи како една нова нормала, за да можеме полесно да пливаме во сите води што се околу нам, односно стратешки да се поставиме кон сите случувања. Наспроти тоа, значи живееме во време кое што е комплексно и каде што промените постануваат веќе сложени и динамични. Иницираме на низа на можности кои што може да бидат пропратени со одредени дилеми и предизвици, но секако сето тоа бара нови знаења, вештини, погледи и навики. Всушност мене целта ми е да инициирам дека во личниот развој, ако имаме за цел да направиме повисоко ниво на трансформација на личниот капацитет во лидерски потенцијали, мора многу да се вложува, особено во нови знаења и нови вештини, особено во услови на инициирање на промена. Значи кога во поширокото општество, а да не речам веќе и глобално, се инициира на промена, прво нешто, со цел да се представи успех, е промената да ја прифатиме самите ние и на тој начин да можеме да се пронајдеме во поширокото поле на делување. Ќе се обидам како еден суштински начин кој што всушност ние го имаме представено како дел од нашата стратегија за лидерство во нова нормала, односно менторството, коучингот да го презентирам, како еден своевиден концепт кој што на многумина може да им помогне да се соочат полесно со предизвиците кои што следуваат. Всушност, што значи коучинг или менторирање? Односно да се помогне на некој со поставување на прашање или насочување, се со цел да видиме личноста со кои ресурси располага и на каков начин ефективно да дојдат до израз согласно проблемот со кој што во моментот се занимава или му е поле на интерес и така натаму. Нам ни е важно да инициираме како ментор за личен развој, да инициираме кај личноста избор на најдобрата опција,
а сето тоа може да биде подкрепено со одреден совет и насока кои што произлегуваат од практичното искуство на самиот ментор. Кога зборуваме за менторство или коучинг за личен развој, ќе го надополниме исто така и со развој на кариера, потоа справување на конфликти, здравје, спорт, различен тип на перформанси, согласно капацитетите на личноста или она што сака во иднина да го создаде од себе. Значи, токму заради тоа го инициирам овој метод или практика, затоа што всушност новата нормала на лидерство во светски рамки инициира дури и организацијата веќе да не пристапува кон досега постоечкиот начин на вложување во своите вработени, кој што може би значел во делување во едно заедништво, заради тоа што пак од друга страна се соочуваме со одредени проблематики од следниот вид. Значи, вработените повеќе увидуваат дека нивните досега стегнати вештини, дури и експертизи во различно поле може да бидат недоволни кога зборуваме за потребата од прилагодување на нова нормала. И тука треба да направат некаква модификација. Од друга страна, организациите, компаниите, без оглед за кој сектор станува збор, е потребно да станат малку попопустливи во однос на организацијата на времето на вработениот, начинот на пристапување кон работните обврски и така натаму. Значи, новата лидерска нормала го менува целосно начинот на досегашното функционирање и истиот е потребно целосно да се прилагоди на тие нови отстапки кои што е потребно за настана со цел да не се почувствуваат никакви последици од општествената промена која што е инициирана дури и во глобални рамки, например во денешни услови со пандемијата, а сепак работата да не трпи, значи да може да се делува прецизно и ефективно. Всушност, главната алатка на менторирањето е да делуваме на основа на нашите достигашни искуства, да добиваме фидбек во однос на имплементирање на истите и да видиме како се рефлектираат во реалноста, се со цел да се извлечат квалитетни заклучоци, кои што ќе направат наша лична рамка на делување, а кои во идно време ќе ни служат како еден наш мини потетник како треба да се представиме во таа некоја си нова реалност на делување. Она што се случува е дека веќе големите компании се обидуваат да создадат индивидуален принцип на работа на своите вработени, каде што им овозможуваат директен увид на нивните слабости, кои што е потребно да се представат понатаму во нивни предности и на тој начин преку делување со менторирање или коучинг веќе се прави концентрирање на самиот вработен, а не на поголемата маса на луѓе кои што може да представува одреден сектор во организацијата или така натаму. Значи, се со цел да може да се постигне токму ова, да се излече рамка на делување која што е уникатна за самата личност, која што се вклопува во неговиот начин на работа, а од друга страна истото да се користи понатаму како вежба, како експеримент во секојдневното делување, се со цел да бидеме поквалитетни при нашето следно делување или наше следно представување. Значи, се водиме од нашите стари искуства, се со цел да ја поставиме таа рамка на делување, а новите искуства само ни даваат за право да поставиме во одреден домен евалуација на нашите секојдневни случувања, односно како поминал може на генерална основа нашиот ден, а може и по-конкретно како поминал одреден состанок, како поминало одредено јавно представување, како например денешното презентирање, секој да си прави сопствена евалуација со цел следниот пат да биде поквалитетен во различен домен. Значи, тоа е на еден начин моќта која што би се постигнала со менторирањето, се со цел да се инициира поквалитетно или повисоко ниво на лидерство на промени, или како што
посочувам во самиот наслов на моето денешно излагање, значи да се трансформира нашиот личен капацитет со цел да може да се доработат лидерските потенцијали кои што ние како такви ги поседуваме. Значи, моделот за коучинг може да биде прикажан на еден начин преку следниот аспект: утврдување на цел на самата сесија, значи кој е проблем што би требало да биде решен, разговор за одредена реалност во која што во моментот ние се наоѓаме. Заради тоа е всушност моќта на овој принцип на креирање на поквалитетна и поефективна личност од самите нас, односно директно го таргетираме случувањето и разговараме во однос на истото, и потоа пронаоѓање на соодветни опции за отстранување на пречки, увидување на можни приоритети кои што би помогнале во иднина поквалитетно да делуваме. Всушност, важно е да се инициира и желбата кај оној кој што пројавил потреба од менторирање, односно волјата и мотивацијата за реализирање на одредени активности, се со цел самиот да може да направи поквалитетно евалуацијата на следните чекори кои што би требало да бидат превземени. Би го прокоментирала и следново, значи што е она што лидерите сега го бараат од своите вработени. Пред се дискутираме за одговорност во превземени активности, иницијатива или само иницијативност во управувањето, што би било предизвик во овие услови на нова нормала, но меѓутоа така ќе се истенчи линијата помеѓу оние кои што се способни да се соочат со предизвикот и останатите. Креативност или иновација, која што ќе биде во приоритет во следниот период, особено личен интегритет, како и ефективно понатамошно делување од наша страна. Секако дека и вработениот има одредени очекувања од својот лидер, односно јасна визија за тоа кон каде се чекори, стратегија, која што ќе му биде фиксирана и позната, и јасни понатамошни очекувања. Значи, многу е битно кога од другата страна се соочуваме со организација која што точно си го знае фокусот на делување. Значи, почнувам со фокус, го таргетирам низ презентацијата и верувајте ќе завршам со истото, затоа што ниту една цел не може квалитетно да се изврши ако организацијата, лидерот, вработениот и така натаму не се фокусирани на стратегијата која што си има за цел да се постави. Низ годините се имам како консултант соочувано со низа примери кога една компанија или дури организација од невладин сектор која што има пошироко поле на делување, воспоставува стратегија на своето делување и потоа ја чува љубоморно, би рекла, во фиока, не давајќи можност вработените подетално да се запознаат со истото. А тука е всушност најголемиот корен на проблемот, кога не може правијата и визијата, која што всушност треба да биде главната водолка на делувањето. Значи, нешто лидерската ефективност, нам ни е потребно да поставиме стратегија, но и да видиме како истите влијаат на останатите. Би го продискутирала и капацитетот на самоефикасност, односно како се случуваат нештата. Според мене е најбитно да вежбаме контрола или самоконтрола врз нашата способност и како се соочуваме со понатамошните проблематики на кои што наидуваме, затоа што нам ни е цел постигнување на високи перформанси. Развивањето на самоефикасноста, значи тука би настанала трансформацијата на личниот капацитет кон повисоки лидерски потенцијали, кога всушност влијаеме на развивање на нашата самоефикасност, а тоа би значило потикнување на некоја наша лично мајсторство, значи ќе потенцирам на личноста наша, таргетирање на различни искуства кои што не мора да бидат директно наши, значи може да учиме и од искуствата на другите, понатаму социјално убедување, како ние се представуваме пред односите и секако период на релаксација на нашата личност, кога всушност ние правиме реорганизација на понатамошното делување. Важно е дека перцепцијата е различна за секој од нас, значи секој увидува некоја своја вистина и постигнувањето на високи перформанси тоа мора да го има земено во предвид и дека значи како функционираме ние како личност
не смееме никако да ја иземеме од вид креативната подсвесност, која што е всушност таа која што ја има моќта да се прилагоди на таа некоја нова лидерска нормалност. Како една од техниките за постигнување на високи перформанси е разговор со себе, во однос на тоа колку ние сме задоволни од моменталното видување, колку сакаме да настане промена на реалната состојба и што всушност ние превземаме за таа понатамошна промена. Значи, разговорот со себе би создал два линка. Едниот е како ние се доживуваме за слика за себе, а треба да бидеме свесни и како околината нам не доживува, и кои перформанси, значи, ги посочуваме во тој домен и сакаме да ги засилиме. Поставувањето на целта ќе го потенцирам како приоритет при поставување на високи перформанси, значи како што посочив, почнав со фокус, го споменав неколку пати и завршувам со истото, заради тоа што без оглед дали таргетираме поединец или организација и многу пошироко, дури и стратешко поставување во државни рамки, тоа си го давам за право да го искоментирам, бидејќи мојата експертиза во особено голем домел кога зборувам за моите студии, докторски, постдокторски насоки и така натаму, се во домен на јавните политики. Така што тука најмногу може да се почувствува колку ние стратешки се имаме поставени како општество и како во иднина тоа да го перцепираме и поставиме и подигнеме на една повисока основа. Некој мој модел кој што го инициирам, а честопати и го практикувам во моите соработки е дека секогаш се спушта топката на најниско ниво, односно инициирањето на стратегија, на пример, во општествени рамки, би значило први локално да делуваме. Ако станува збор за државна институција, мора да го земеме во предвид делувањето на локалната самоуправа. Ако станува збор за организација, мора да се види оној кој што е во прва линија со клиент или со одреден тип на јавност, зависно за кој тип на организација станува збор, колку јасно ја има совладано главната цел на организацијата која што ја представува. Овде ќе го завршам моето наведум мотивирачко представување во домен на лидерството во една нова нормалност.